Добро, почитувани, сега сама застана во одбрана на кршење на закони и криминалното работење. Или Бисера Костадиновска-Стојчевска, подпредседател на СДСМ, не си ги знае статутот и функциите во партијата, односно дека членовите на извршниот одбор се високи функционери во невисокото партиско тело, а не советници, или вчера се обиде да направи груба манипулација и да излаже јавноста. Подпредседателката на СДСМ Бисера Костадиновска-Стојчевска извршниот одбор го представи како советодавно тело, деградирајќи ги функциите на членовите на извршниот одбор, додека во статутот на СДСМ, инаку надополнет во мај лани, документ доставен до Централниот регистар и до судот, јасно стои членот 33 кој што определува какви функции има извршниот одбор, дека е политички орган кој што ја гради политичката волја на партијата со високи внатрешни овластувања за именувања и разрешувања. Членови на извршен одбор не се советници, како што Бисера нагласува, напротив се високи партиски функционери со определена функција и овластувања во партијата. Почитувани, спротивно на Законот за високото образование, Пиунот Ковачевски во извршниот одбор именува декан и продекан за негови членови. Со тоа, професорите Мишко Ралев, декан на Факултетот за архитектура и дизајн, и Јана Данева Маркова, продекан од Медицинскиот факултет, се поставени и прифатиле високи партиски функции спротивно на Законот за високо образование. Ковачевски уште не седнат на Илинденска, не води сметка за законите, а ниту професорите, декан и продекан на факултети, не си поднесуваат оставки веќе четврти ден или не поднесуваат било каква морална одговорност за тоа. Наспротив истинската реакција, Бисера Костадиновска-Стојчевска, подпредседател на СДСМ, вчера повторно го облече скафандерот за лаги и манипулации во одбрана на заевизмот, изнесувајќи невистините тврдења во одбрана на кршењето на Законот за високо образование, донесен од СДСМ. Почитувани, образованието во Македонија тоне, а врвот на СДСМ го следи Заев и заевизмот и не ги почитува ниту сопствените закони, ниту пак сопствените документи во партијата. Инсистираме на почитување на законот, СДСМ од извршниот одбор да ги разреши Ралев и Данева Маркова, а тие да се повлечат од позициите во високообразовните институции како морален чин. Истовремено, бараме извинување и оградување од СДСМ од обидот на Бисера Костадиновска-Стојчевска, подпредседател на СДСМ, да ја лаже и манипулира јавноста. Ви благодарам.